bilo koja fraza za koja se držime toliko strogo, toliko tvrdo, ili pak ja koristim sekade kada što ki stigneme, ne vnimavajki da li je vreme, mesto, da li su to adekvatni situacije ili odnosi, može da ni napravi poveki šteta od koliko korist. Postoje mnogo frazi koji što često gi koristime bez mnogo da razmisluvаме. Nekako se odlika na odredeno vreme v koje živeme ili se moderni i popularni v odreden period. Međutim, tije frazi nema isto značenje v različnih konteksti i tokmu zato ja sakam da porazgovarame na ta tema zaradi naša ta podobra komunikacija, ako sakame podobro da se razbereme, da vnimavame v koji okolnosti i koji ljudje za koji работи koristime odredeni frazi, zato što tije može da ima mnogo poinakvo značenje. Čestoto повторување на ваквите фрази може да доведе до тоа фразата да изгуби смислата, да стане безсмислена, па дури и контрадикторна. Вие сте на каналот Ти можеш, добре дојдовте во уште едно видео. Темата на ова видео ќе биде фразата не ми интересира туѓето мислење или не ми е гајле што мислат другите. Некако премногу ја често ја слушам и имам чувство како да ја кажуваме со леснотија и без да размислиме дали е адекватна во ситуацијата, во средината, меѓу луѓето и дали го има вистинското значење или пак го покажува сосем спротивното, дека не е гајле, бидејќи она што го правиме, нашите постапки не се доволно разбрани, не се поддржани, па некако како одбранбен механизам го користиме тоа. Не ми е гајле што мислат другите, не ми интересира туѓето мислење, а во суштина нашето однесување се што правиме покажува нешто сосем друго. Сакам од различни аспекти да разгледаме дали на вистина и до толку не ни е важно туѓето мислење. Дали е возможно да не ни е воопшто битно туѓето мислење или мислењето на другите и кои се тие други, односно чие мислење ни е важно, а чие мислење не ни е важно, во кои ситуации, во кои периоди од животот. Сепак, ние сме социјални битија и во нашата социјална интеракција, односно во комуникацијата со другите луѓе, се разбира дека ни е битно туѓето мислење, односно ни е битно што мислат другите луѓе. И ако не ни е битно, тогаш нашата комуникација би била празна. За добра комуникација е потребно да сакаме да го чуеме туѓето мислење, да бидеме внимателни, да бидеме емпатични, да бидеме асертивни и ние сакаме луѓето да го чујат нашето мислење. Што значи, постојат одредени ситуации во кои на вистина ни е битно или барем би требало да ни е битно туѓето мислење ако сакаме да имаме убава комуникација и да воспоставиме подобри односи со тие луѓе. И тоа се однесува на луѓето кои што ни се блиски, на членовите на семејството, на луѓето со кои соработуваме, со кои работиме. Затоа што, ако не ни е битно нивното мислење, тогаш зошто би комуницирале? На сите нас во одредена мера ни е битно и ни влијае мислењето на луѓето кои што ги сакаме, кои што ги почитуваме, на кои им веруваме, кои ни се блиски. Зависно од тоа какви личности сме, дел од нас често сакаат и да го проверат своето размислување, односно да го разменат со другите, да видат и некој друг аспект на тоа што го размислуваат. Па знаеме често да кажеме дека сме во некаква дилема и дека ни треба туѓо мислење, дека го почитуваме, вреднуваме, што значи дека покажуваме дека ни е битно мислењето на другите, битно е мислењето на луѓето од една група, ако работиме нешто во група, битно е мислењето на членовите на заедницата, ако сакаме заедницата да напредува и да постигнеме некои подобри резултати. Во комуникацијата со блиските луѓе и за оние работи кои што ни се заеднички, се разбира дека ни е битно или барем треба да ни е битно туѓото мислење, за да можеме да правиме компромиси, да имаме заеднички интереси, да постигнуваме заеднички цели и успесите. Исто така битно ни е мислењето на другите, односно поддршката која што се разбира ќе изразат преку своето мислење за работите кои што ги правиме и професионално. Например, мене ми е битно мислењето на моите ученици, битно ми е нивното размислување за животот, за светот. Битно ми е што мислат и за начинот на кој што ние работиме, на кој што предаваме, што мислат за образованието, што мислат за
комуникацијата и конекцијата со возрастните, што мислат за себе, за својата иднина. Битно ми е клиентите со кои работам, какво е нивното мислење за одредени теми или не. Битно ми е мислењето на колегите со кои работам, на оние кои се претпоставени, кои на некој начин го оценуваат и вреднуваат мојот труд, мојот успех. И не само мене, на повеќето луѓе кои што ги знам. Битно им е мислењето на другите, затоа колку се добри и квалитетни во она што го работат, што може да подобрат, како може да напредуваат. Се разбира дека тоа не треба да ни биде базично и основно, да не насочува понатаму во животот, меѓутоа, дека може да ни биде целосно небитно и да не го земиме предвид. Јас на вистина не верувам во тоа, затоа што, како што реков и на почетокот, социјални битија сме, разменуваме мислења, ги конфронтираме своите мислења и така понатаму растеме, се развиваме, се трудиме да бидеме подобри, поквалитетни, учиме нови работи. И во сите тие контексти не може да не ни е битно мислењето на другите. Убаво е чувството кога луѓето ќе ви упатат комплименти, ќе кажат нешто добро за вас, ќе ви сперцепираат како добра, позитивна личност, како некој кој умешно знае да се носи со одредени ситуации или кога ќе не пофалат дека сме дошле до некакви решенија, сме се износиле со некои предизвици, колку и да зборуваме дека тоа не е битно и дека ништо не ни менува. Сепак, ни е битно, не мотивира, не инспирира, не турка напред. Меѓутоа, не може да ни биде побитно од нашето мислење за себе си. Може да ни послужи понекогаш и да се провериме до каде сме, да размислиме дури кога тоа мислење не ни се допаѓа и не е адекватно со нашето. Дури негативната критика понекогаш може да биде конструктивна ако ние така ја прифатиме, така ја сватиме и ја разгледаме како критика која е дадена или мислење кое е дадено со најдобри намери, меѓутоа тој што ни ја дал толку умел, така знаел, така ни ја пренел. Исто така е битно од кого се, од каде доаѓаат, со каква намера се и на крајот на криштата и во каква состојба е тој што ни ги изрекол, колку има личен интерес од тоа, колку има искрена желба, искрена поддршка. Дури кога мислењата не се онакви какви што ние очекуваме и не се толку позитивни, можеме да ги слушаме и можеме да размислиме за тоа, но да не дозволиме толку многу да ни влијаат, бидејќи ни е битно мислењето на нашите родители, на нашите најблиски, односно убаво се чувствуваме кога ќе не пофалат за нешто, ќе не поддржат за нешто. Сепак да не дозволиме тоа да ни биде пресудно, да не заглавиме во некоја приказна во која ние постојано ќе се покажуваме и докажуваме и ќе правиме се за нив, за тие да имаат убаво мислење за нас. Пред се да го правиме тоа за себе, односно затоа што ние веруваме во тоа, да се обидуваме да бидеме подобри, независно што и да правиме, поквалитетно да го правиме, да учиме, да стекнуваме искуства, да грешиме, да се проверуваме и да бидеме колку што е можно пореални, каде имаме слабости, што можеме да подобриме, иако понекогаш ни изгледа многу мало и небитно. Ако го правиме тоа постојано за да им се допаднеме на другите, за да не прифатат, за да имаат убаво мислење, ако нашата слика пред светот ја градиме само за да добиеме некакво позитивно мислење, восхит, пофалби од другите, тогаш на вистина треба да се преиспитаме и да поработиме малку на себе. Мислењето на сите тие луѓе треба да дојде како последица од она што го правиме, како некако вид проценка, оценка, а не да биде првично битно зашто ние ќе ги правиме работите и пошто ќе се водиме понатаму низ животот. И сите работи кои што ги правиме, ќе ги правиме за одобрување, тапкање по рамо, аплаузи, восхит, браво. Исто така не може толку лесно и едноставно да го отфрламе туѓето мислење и да велиме не ми е гаље за другите, не ми е гаље што мислат другите за мене. Тоа се однесува во ситуации кога другите и некои далечни други имаат мислење за работи за кои не се прашани, кои не им се важни, кога ни се мешаат во животот, кога не демотивираат и кога тоа го прават во континуитет. И тогаш е апсолутно во ред да не го земиме предвид, да не ни е гаље и во такви ситуации, за такви односи, ние може слободно да кажеме дека не ни интересира туѓото мислење или мислењето на другите.
Кога од една страна сме сигурни во себе, кога гледаме дека тоа што го правиме дава позитивни резултати, кога имаме поддршката на оние кои ни се битни, драги или кои ние ги сметаме за авторитети или за учители, тогаш на вистина мислењето на околината, на оние од другите од околината, на кои што тоа што го правиме скоро и да не влијае, нормално дека нема да ни биде битно и нормално дека не треба да не обесхрабрува. Имаме најразлични приказни во кои што туѓите мислења и негативните коментари и се она што се пишува по социјалните мрежи и како влијаат на одлуките, на животите на другите луѓе, предизвикуваат депресивни состојби, луѓето губат волја, се повлекуваат во себе, токму поради она што го кажале другите, токму поради туѓото мислење. Да не дозволиме тоа да биде толку битно за да ни направи штета, да знаеме да одделиме што е битно, што не е битно. Мислењето на луѓето на социјалните мрежи, кои не ги познаваме, може да има известно влијание, може да се преиспитаме, може да го прочитаме, може да бидеме благодарни што луѓето сепак коментираат, се интересираат за она што го правиме, меѓутоа не за физичкиот изглед, не за нашата состојба, не за нашето семејство, не за она што ни е свето и драго, како што многу често се случува. Таквото мислење, особено кај младите, може да направи голема штета. Ние сме човечки суштества и мислењето на другите ни е битно, меѓутоа не треба да ни биде побитно од нашето мислење, па и од оние кои што ни се драги и на кои им веруваме. И токму затоа постои ова реченица: не ми е битно мислењето на другите. Јас си го живеам својот живот, нема никој право да ми влегува во животот и се однесува на широката околина, на луѓето кои не познаваат, на луѓето кои не демотивираат од различни причини. Меѓутоа, од друга страна, и како ни е битно мислењето на оние кои ни се блиски, на кои веруваме, и нашето мислење треба да им биде битно на луѓето кои што ни се драги, исто како што јас овде го споделувам своето мислење и своите размисли и не сметам дека вас треба да ви биде најбитно. Меѓутоа, драго ми е кога ќе го слушате, кога тоа ќе изврши некакво влијание, кога ќе предизвика кај вас некакво размислување, кога може би ќе ве наведи да донесите некакви одлуки, да промените некакви уверувања, да се соочите со некои своји ставови или ќе ви помогне при решавањето на некои предизвици, како што и мене ми влијае и ми помага мислењето од луѓето кои ми се блиски, драги, на кои им верувам или кои сметам дека на одредени теми или во одредени области од животот разбираат, знаат и многу повеќе од мене имаат, многу повеќе искуства. И да резимирам, мислењето на другите луѓе е важно, исто како што ние очекуваме нашето мислење да му биде важно на некого, односно да биде валидизирано. Тоа не значи дека треба да биде пресудно и да биде пред нашето мислење, но значи дека е човечки да се ислуша, да се земе предвид, да се согледа влијанието на тоа, да се размислува за тоа, да се разговара, да го разменуваме меѓусебно, па и тогаш кога не се согласуваме. И уште нешто, може би не ни е битно мислењето на другите, меѓутоа секако треба да ни бидат битни чувствата на другите, така што и нашиот однос кон мислењето и ставовите на другите, особено на блиските, треба да биде поврзан со тоа како тие се чувствуваат. Се разбира дека ние не можеме да определиме како ќе се чувствуваат, меѓутоа можеме да бидеме внимателни, намерно да не придонесеме да се чувствуваат неразбрани, нечуени, несватени, навредени и повредени. Ајде тогаш да бидеме емпатични и понекогаш да го изслушаме и уважиме туѓото размислување, затоа што ни е важно, затоа што на другите им е важно, а нас ни е важно како се чувствуваат. Не до толку што размислуваат, што мислат, можеме и да не се согласиме со тоа, меѓутоа да ни е важно како се чувствуваат и во име на тоа да им го укажеме вниманието што може би утре и ние ќе го бараме или очекуваме од нив. И да бидеме внимателни, да не предизвикаме
непријатни и неубави чувства кај другите, да имаме разбирање, емпатија и да бидеме колку што е можно повеќе асертивни, се разбира, да си го искажеме своето мислење, меѓутоа да внимаваме на чувствата на другите и на собствените чувства, да обрнеме повеќе внимание какви чувства предизвикува туѓото мислење и зошто е тоа така. Дали е се до нив или постои нешто во нас што се буни, што треба да се разреши. Дали може би има и нешто што е вистина во туѓото мислење, па некако не боли затоа што подсвесно се пронаоѓаме во тоа, или другите гласно го кажуваат она што ние го премолчуваме. Сите овие теми не се толку едноставни, нити теоретски, нити практични. Сите овие фрази не се толку наивни и понекогаш може да предизвикаат конфликти, недоразбирање, оддалечување меѓу нас и луѓето кои ни се блиски. И токму затоа сметам дека е битно да се зборува на вакви теми и да си го кажем своето мислење, иако може би некому му изгледа сосем небитно. Сите имаме право на своje мислење, нели?